Зајакнување на економските перформанси на земјите од регионот, поттик за продолжување на реформите и јасен повик за надминување на споровите низ диалог. Тоа се пораките од самитот на Берлинскиот процес кој денеска се одржува во Тирана. Состанокот на овој форум кој за прв пат се организира во земја од Западно-Балканската шесторка доаѓа во период на безбедносни, политички и хуманитарни кризи, од Косово преку Украина до Израел. And I think it sends a powerful message. Верувам дека со тоа што самитот се одржува овде се пренесува моќна порака за тоа колку сме посветени на проширувањето. Една од главните теми ќе биде економијата на Западен Балкан. Тука можеме да се подобриме. Затоа го оведовме планот за раст. Сакаме да им овозможиме пристап до заедничкиот европски пазар. За ова ни требаат реформи во Западен Балкан и оние кои имаат волја за реформи ќе добијат средства од Европската унија. Тоа е стимул за оние кои навистина сакаат да одат напред да ја подобрат економијата. Нашите врати се отворени. Пајде да работиме за напредок со овој план за развој. Но домаќинот на самитот, албанскиот премиер, го потсети врвот на Европската унија дека ЕУ не може само да очекува земјите од Западниот Балкан да испорачаат без таа да врати. Еди Рама тоа сликовито го опиша низ бројки. To elucidate my point on the need for more support. За да ја подкрепа мојата поента за позасилена ЕУ помош, видете го ова. Нашите ЕУ соседи од Европската унија добиваат 4517 евра пер капита годишно, а 6 земји од Западен Балкан добиваат само 138 евра пер капита годишно преку европските програми. Зарем овие бројки не се силен показател за застрашувачката, би рекол, класна разлика која прогресивно ја продлабочува поделбата меѓу нас во нашиот ист дом, Европа. И Северна Македонија се надева на засилена економска соработка и поддршка за Балканот во повеќе сектори, пред се во енергетиката. Очекувањата се дека ќе имаме конструктивна дискусија прво во однос на зголемување на регионалната соработка, во однос на зголемување на инвестициите за поврзување на регионот, односно на сите земји во регионот и посебно разговори во однос на обезбедување на енергетска независност и обезбедување на дополнителни финансиски средства за енергетско самостојување на регионот и зелена транзиција на енергетскиот сектор. Неизбежно прашање беше и невралгичната точка во овој дел од Европа. Односите меѓу Србија и Косово, кои наместо деескалација бележат континуирано заострување. Германија, земјата иницијатор на Берлинскиот процес, е јасна. Неопходно е смирување на состојбата. Време е да се надминат конфликтите кои предолго ги задржува и блокираа вашите земји. Неодамнешните ескалации на северот на Косово докажаа колку е тоа важно. Очигледно бараме деескалација на ситуацијата. Неодамна зборував со претседателот Вучич. Денеска ќе разговарам со премиерите на Србија и на Косово и се надеваме дека сите можеме да помогнеме во намалување на тензиите. За сега повиците од Унијата, од земјите членки, но и од Соединетите Американски држави не вродуваат со плод за нормализирање на состојбата и враќање на диалогот меѓу Белград и Приштина. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.